Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 28-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија посветена на квалитетите на актуелните ТВ серии, за кои што детално во секој од епизодите на ТВ 103 анализирам по една од нив, а денес ќе ви говорам за една европска ТВ серија во која се истакнати пред се алчните пориви на свештениците за комплетирање на 30-те сребреници со кои што е предаден Исус од страна на Јуда, затоа што нудат неизмерна моќ и пред се отворање на портали во други димензии, а опиените од моќ и тоа како имаат потреба од оваа превласт на светот, иницирајќи ја апокалипсата со стекнувањето на правото над нив. Оваа борба помеѓу доброто и злото се случува во шпанското селце Педраза, во кај што еден протеран свештеник, градоначалник и ветеринарка ќе се обидат да ги победат нечестивите сили со нивното сплотување против нив во ТВ серијата 30 Coins, исполнета со монструозни представленија за поседнати тела од зловесни демони и култисти, кои не се откажуваат од својата намера да загосподарат со универзумот. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции, односно слушнавме Везелин, Interstate Love Song и Big Empty, три композиции кои што се наоѓаат на култниот албум Purple на Stone Temple Pilots од 1994 година, нивното второ долгосвирачко албумско издание, издадено за Atlantic Records по првиот нивен албум Core, бендот кој што ни доаѓа од Сан Диего, од Калифорнија, оформен 1989 година, кои се приклучуваат на гранж движењето, малку помодарски се разбира, кој секогаш го негувал рок-н-рол звукот, но на овој албум демонстрираат убава комбинаторика со гранж рифовите, со блузулијанијата на Big Empty која што можевте да ја слушнете, која исто така заврши и на култниот саундтрак за одличниот хорор филм The Crow, како и психоделичните рок-н-рол влијанија, например, кои што се содржајни во Silver Gun Superman, и повеќе пост-гранж бендови верувам дека ќе ги земат во иднина како узрок за оформување на нивниот звук кон крајот на 90-тите. Сепак, убав придонес е Purple за гранж жанрот, колку што може, нели, Скот Вејланд и неговите другари да дадат. Може би според мене и најдобар во нивната кариера. По него го снимаат и Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop од 1996 година. Меѓутоа, во продолжение, традиционално, ќе слушнеме една композиција од Rage Against the Machine, именно ја слушаме Born as Ghosts, која што се наоѓа на албумот Battle of Los Angeles, традиционално, како што напоменав, која преслушуваме се вкупната дискографија на Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ги преслушуваме Rage Against the Machine во оваа емисија со надеж дека кога ќе преслушаме нивната комплетна дискографија ќе заврши ова лудило што се нарекува пандемија и нема да има потреба да продолжиме да се уништуваме едни со други. А доколку сакате да дознаете што е потребно за да ги добиете 30-те сребреници, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која што понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 28-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ќе ви говорам за 30 Coins, односно 30 Monedas, е шпанска мистериозна хорор ТВ серија, која во целост ја режира Алекс де ла Иглесија, а ја пишува неговиот долгогодишен соработник, сценаристот кој што со години предизвикува кршење на мојот јазик кога го изговарам неговото презиме, односно Хорхе Герикаечаварија. Ето. Алекс и Хорхе има десетина успешни соработки заедно и во оваа серија пукаат со севкупниот арсенал кој имаат на располагање, со истакнати комични и предсе стравечни жанровски елементи.
авторството на серијата е загарантирано со тоа што Алекс е режисерот на сите епизоди, што па значи дека има контрола врз визуелната естетика која се обидува да ја наметне во секоја од епизодите, која е уникатна и можеби нефункционална за применување на друго милје, но и тоа како функционира во рамките на оваа серија која што е работена за HBO Европа. А HBO Европа е одделот на HBO намене строго за државите од Европа, вклучувајќи ја и Македонија, кои ги содржи в каналите на HBO и Cinemax под нивно покровителство, кои ги добивате на кабелските оператори во вашите домови, кои изминатите неколку години започнаа интензивно да продуцираат и европски серии од најразлични држави. Таков беше сјајниот пример со успех, а потоа ја работеа и шпанската оваа година, конкретно шпанската Stage и Патрија, како и шведскиот Beartown и норвешката Beforeigners, така што имаат и неколку други актуелни ТВ серии кои што во различна држава се продуцирани. А Тртикоин својата премиера ја имаше на 29 ноември минатата година на HBO Europe и играше недела за недела до 17 јануари оваа година. Севкупно број 8 епизоди со време трајање од околу 1 час плюс минус, што значи па дека за не цели 8 часови ќе ви одземе пред се гледањето на оваа серија. Најпрвин чувствувам потреба да ви посочам кој е Алекс де ла Иглесија, за да знаете на што да се изложите, доколку сакате нели да ја погледнете серијата. Именно Алекс е некронисаниот крал на хорор комедијата. Ако проложи со неговата хиперактивност и мас продукција, мислам дека ќе заврши мртов на сет. Моментално ја работи постпродукцијата на туристичкиот хорор Венеција Френија, додека го снима Ел Куарто Пасахеро, нема запирање за овој филмски лудак, кој треба да сватите дека е обседнат со окултизмот и насилството како доминантни жанровски предсе елементи во неговата филмска поетика, секогаш поигрувајќи си со фантастиката, но успева своите ликови да ги стави во небрано и да ги опреми со урнебесни комични реплики, кои ги испукуваат додека се наметнува загадочна атмосфера, така што не ви дозволува да не се насмевнете во се срце во овие пресметки. Таков е и случајот со неговата нова серија. Меѓутоа, доколку сакате да го погледнете во вистинско светло, за да знаете за каков човек си имате работа, тогаш ви препорачувам најскоро излезените 4K Ultra HD Blu-ray реставрации на неговите култни филмови The Day of the Beast, односно El Día de la Bestia од 1995 година, филмот за свештеникот и металецот кои што прават гревови за да им се појави ѓаволот за да го ликвидираат, кој го пушта во едно од изданијата на Мракфест во Скопје, реставриран заедно со Dance with the Devil, односно попознатиот Пердита Дуранго, што е насилна верзија на Бони и Клайд приказна, извајана од перото на Бери Гифорд, авторот на Дивио срцето, односно Wild at Heart, но со една налудничава улога на Хавиер Бардем во него, пред да стане тоа што денес е. Секако дека и топла препорака се Mutant Action, El Crimen Perfecto, односно The Perfect Crime, The Baby's Room, до Oxford Murderers, трилерот, прекрасниот The Last Circus, потоа имаме Урнебесниот Slug Won't Have It и Witching and Bitching, како и My Big Night и El Bar, односно The Bar, како и последен е неговата итерација на Perfect Strangers. Имено, што и да погледнете од овој понуден избор, нема да направите грешка, заради тоа што сите елементи кои што се присутни во серијата разработени се изминатите децении и во неговите филмски остварувања. За мене еден од преостанатите пред се живи легенди кои што гордо го вее знамето на жанровскиот филм во Европа и секогаш наоѓам време да погледнам какви лакрди му паднале на памет на Алекс. Човекот е толку запатен што го пратил неговиот кинематографер да ги прави колор корекциите на реставрациите на филмовите, затоа што буквално моментално живее на сетовите, се буди и спие на нив. Што ми имате ова конкретно што го имате ова предзнаење,
на рака дека на вистинските места во главата на Алекс фалат по неколку даски, тогаш можете да продолжиме пред се со елаборацијата на премисата на самата серија, во која свештеникот Вергара, глумен од Едуард Фернандес, е екзорцист и поранешен затвореник, протеран од црквата во малото градче Педраза во обид да избега од неговото проблематично минато и пред се траумите кои ги крие. Меѓутоа, надприродните феномени го запоседнуваат градчето, па ќе мора да им помогне награда началникот Пако, глумен од Мигуел Анхел Силвестре, и градската ветеринарка Елена, глумена од Меган Монтанер, да ја обелодена од мистеријата која инволвира парички кои се поврзани со, односно 30 сребреници поради кои што Јуда го има предадено Исус, инволвирајќи го и римскиот папа и култистите кои што го следат, кои се обидуваат исто така да ги соберат сите сребреници во нивен посед за да ја започнат и превласта на светот со една своевидна апокалипса. Серијата се снимаше во местноста Петраза и во Сепулведа, односно провинции во Сеговија и во провинции во Саламанка, додека пак неколку од екстериерите се снимени во Њујорк, Ерусалим, Рим, Мадрид и други локации. Првата епизода ја имаше својата премиера и на Венецијанскиот филмски фестивал минатата година на 11 септември, така што оваа серија беше прикажана и на големото платно, што стана една одлична практика за најавување пред се со помош на пилот епизодите на голем број на ТВ серии кои што поседуваат филмска естетика во нивното образување, така што на филмските фестивали од највисок ранг се наоѓаат во засебна категоризација, чисто како од промотивен аспект да се доловат како своевидни среднометражни филмови кои што ги прикажуваат, чисто како да приложат што точно работеле самите автори. Конкретно станува збор за авторските серии, односно за тие кои што имаат засилен авторски печат, така што своето место и во Венеција минатата година си го најде и пилот епизодата на 30 Coins, што само сведочи за незините визуелни квалитети. Сега, тематските одредници на оваа серија секако дека се каењето од одлуките кои што воделе кон траумите од минатото на свештеникот, потоа алчноста, лицемерието и ненаситноста на католичките свештеници кои што трагаат по артефактите за да ја здобијат моќта која што ја нуди која што ја нудат самите од себе, со која ќе го задоволат сопствениот глад и ќе докажат фарсата конкретно на католицизмот дека тие се поданици и служители на Бог. Секако дека тука се сластите потуѓата љубов кои што се манипулираат од страна на ликовите, од страна на двојници кои што се запоседнати од нечестивиот, како и постојано бегство забележуваме за изнаоѓање на некое си ново безбедно место кај што ќе може да се дистанцираат ликовите од нивното болно минато и да започнат нов живот вон рамките на проблемите со кои што треба да се носат. Меѓутоа се соочуваат со уште поголема проблематика која што не ги вклучува само нивните лични демони, односно демоните од нивното минато, туку и отворени битија на кои што понираат од други светови против кои што треба да се борат, значи демоните кои што се законуваат за уништување на секупното човештво, така што имаме фалични ликови кои што се борат против алчни запоседници на сребрениците со кои што сакаат да владеат со светот, така што тука имаме еден силен судир помеѓу хипокризијата на католицизмот наспроти поборниците за доброто, односно чуварите на сребрениците во овие два табори кои што се воспоставуваат, меѓутоа никој не е невин за одлуките кои што ги прави и последиците кои што ги снесуваат. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено ви го напоменав Day of the Beast, односно El Dia de la Bestia, едно од култните остварувања кои што ги има
во голем број Алекс де ла Иглесија во неговото минато, кој не можев да го пропуштам овој момента да не слушнеме дел од музиката кој што се наоѓа на мојниот саундтрак, кој што одговара за тематиката на 90-тите, кој што ја практикувам на музичко рамниште да ја доловам во рамките на оваа емисија, едно навраќање на оваа славна музичка деценија, така што не можев и да заобиколам моментот да не слушнеме нешто од самиот саундтрак на El Dia de la Bestia, односно ќе ги слушнеме Defcon 2, кој што ја има насловната композиција. Меѓутоа има голем број на препознаени реминесцентни метал бендови кои што понираат од 90-тите и се наоѓаат на овој саундтрак. Доколку имаме време, секако ќе слушнеме и Ministry, ќе слушнеме Cthulhu и по некоја композиција од Sugar Ray и доколку има време се разбира и ќе слушнеме една тема на Пантера која што се наоѓа на овој скор. Така што овие композиции тоа како рефлектираат потребата на Алекс де ла Иглесија да биде со тек на влијанијата на музички план во рамките на бендовите кои ќе се најдат во продавницата за аудио касети која што ја раководи пред се ликот кој се обидува заедно со помош на свештеникот да го предизвика ѓаволот на двобој. Така што во продолжение слушаме композиции кои што се наоѓаат на саундтракот на Day of the Beast, El Dia de la Bestia, а потоа ќе ви говорам за ликовите, односно актерите и актерките кои што се наоѓаат во ова местност каде што настанува борбата помеѓу доброто и злото. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 28-то издание на емисијата ТВ 103, посветена на шпанската ТВ серија 30 Coins. Во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за улогите, односно за актерите и актерките кои што ги глумат во овој сетинг поставен од страна на Алекс де ла Иглесија. Главната улога ја има Едвард Фернандес, кој го знаеме од Everybody Knows, од El Niño, од Beautiful, од Perfect Strangers. Тој го глуми свештеникот Мануел Вергара, односно тој свештеник кој што има матно минато, затоа што изведува екзорцизми и од флешбек секвенциите можеме да дознаеме дека неговата практика има одземено живот, например, на едно младо момче, зашто уште е прогонет од неговите демони во стил на The Exorcist, на тоа нечестивите сили да го искористат против него, ги оживува постојано траумите кои што ги има преживеано. Тоа исто така има и криминално минато, односно е затвореник кој што го запознаваме како боксува, за да ги исфрли искушенијата надвор од своето тело, а и да биде во форма. Преку него ги запознаваме мрачните намери на Ватиканскиот папа и неговиот пред се култистички кружок, кој што трага по комплетирање на 30-те сребреници и врати во собствен посед. Неговото вооружување не се лимитира само на светата вода и крстовите, туку има и широка палета на автоматско оружје во негов посед, со кое смета дека е потребно за да се војува против злото, кое доаѓа во најразлична форма. Не се плаши и да примени по некоја магиска инкантација, пример за да може да го телепортира својот дух. Така што тој е поборник за доброто, но како и свештеникот од El Dia de la Bestia, не се плаши да направи некој греф за постигнување на општото добро и пред се целта ги оправдува средствата во неговиот момент. Тој е придружен од страна на Меган Монтанер, која што ја знаеме од Love in Ability, од Velvet Collection, од For a Handful of Kisses и ред други филмови и ТВ серии. Таа ја глуми Елена, ветеринарката во Малото градче, која што станува една од собственичките, односно чуварите на еден од сребрениците. Таа, иако е потајно заљубена во градоначалникот, има еден обид да ги избегне проблемите од Малото градче со еден богаташ од местноста, но проблемите ќе дојдат кај неа со тоа што сребреникот ќе се појави во облик на нарачана риба во ресторан во Париз, така што не може да се ослободи за деното задолжение, што ја става во таборот на зачувувачите на доброто.
заедно со свештеникот и градоначалникот. Неспорна е незината телесна убавина, до која што Дела Иглесија во една епизода ќе демонстрира во незиниот соголен раскош, меѓутоа невозможно е да се воздржи нереализирана теленовелската заљубеност помеѓу неа и Пако, иако за да бидат дополнително матни сметките, се појавува од негде никаде, односно реанимиране незиниот исчезнат сопруг, за кое што стравува дека со текот на годините додека го нема, дека е со оглед на тоа што е исчезнат и случајот не е решен дека е починат, меѓутоа ете, злите сили наоѓаат и можност него да го реанимираат и да го вратат во незиниот живот, меѓутоа како што знаете од жанровските филмови, тоа што ќе се врати од смртта не е баш во истиот облик во кој што сме го знаеле додека било во оживотворена форма. Така што и тој е еден од незините љубовници кој што се уште една од многуте пречки за спојување со градоначалникот, кој што глуми Микел Ангел Силвестре, кој го знаеме од My Best Friend's Wedding, од ТВ серијата Sense8, глуми го возајмува свој глас за Фердинанд, анимираниот, исто така глуми во Наркос и во I'm So Excited на Алмодовар. Односно тој глуми Пако, кој што е градоначалникот во местноста, кој се обидува да биде правичен, да работи за доброто на народот, водејќи ја и при тоа локалната кланица, заедно со неговата сопруга Мирче, која што меѓутоа кога ќе започнат надприродните феномени нели да се манифестираат во малото градче, се оформува поблиска соработка со свештеникот и ветеринарката отколку до современата сопруга, нели за да се избави лукавиот, односно космичкото зло во оваа итерација, ако можам да се искористам со фразеологијата која што ја има окончано Лавкрафт, која што може да се нели иницира доколку сребрениците завршат во погрешните раце, кои што би смогнале ритуал нели за отворање на тој тенок портал помеѓу живите и мртвите, со тоа што тие би имале превласт над земјата и би кореспондирале со злите сили кои што би ги иницирале, со моќта која би завршила во нивните раце. Тој не може да ја поднесе фарсата која што ја живее и бара излез конкретно од задолженијата на бракот, но и од функцијата која што ја има како градоначалник, сметајќи дека мештаните него почитуваат толку многу неговиот збори пред се напорот кој што го вложува за спасување на нивните животи или одржување на некаков си баланс во самиот град, што се потешко и потешко станува со оглед на тоа што во секоја епизода се појавува едно ново монструозно представление на земјата. Меѓутоа, е во обид да го разгори пламенот на Елена, кој што чувствува за него, меѓутоа, се потешко и потешко му води тоа со оглед на тоа што се појавуваат непланирани препреки во остварувањето на љубовта која што има со неа. И да не ја заборавиме во ова водечка четворка имаме Макарена Гомес, која што е можеби едно најизвиканите жанровски актерки во оваа екипа, ја знаеме од 75 дена, од одличниот Shrews Nest, глуми во Witching and Bitching и секако таа е главната улога во култниот Sexy Killer, односно You'll Die for Her, и незината кариера со оглед на тоа што е врзана за жанровскиот филм, не би ве изненадило доколку таа е единствената која што има длабока поврзаност со Лавкрафт од најмали години, со оглед на тоа што се појавува во екранизацијата на Дагон, односно во филмот на Брайан Јузна, кој што е силно инспириран од расказите за Инсмут на Лавкрафт, така што од најмали нозе таа е вклучена во незината актерска кариера во екранизирање на лавкрафтовски дела или дела кои што имаат влијание на овој култен хорор писател, така што не е ни чудно што се појавува во оваа серија, таа е глуми Мерче, односно таа е контроливата сопруга на Пако, која не само што е инволвирана во работењето на кланицата, решава да стапне и во домените на злото, преминува на другата страна, што му подлегне на шармот на новодојдениот свештеник, кој е буквално олицетворение на злото, под раководство прецена на нечестивите сили, поради незината ароганција и нереализираност се врти против својот сопруг и сето тоа што тој се обидува да го направи за да го спаси градчето,
ја оттргнува од себе и таа преминува на темната страна, започнувајќи си собствена фасцинација со сребрениците, која што дури можеме да ја забележиме дека ќе биде континуирана по својата патека по расфрлањето на пречките во епилогот. И покрај овие водечки ликови во серијата, епизодна улога имаат и Пепон Нието, кој што го знаеме од An Optical Illusion, глуми во Perfect Strangers, My Big Night, во Bulgarian Lovers и во Witching and Bitching. Тој го глуми началникот Лагуњас, односно началник на Педроза, кој не знае да се носи со природните феномени, меѓутоа се обидува да си ја врши најпрофесионално што умее својата функција која што му е зададена да го чува мирот во ова селце, меѓутоа земете предвид дека тој е на исто рамниште како и американските началници кои што сте гледале во забаталените градчиња, каде што ретко кога се случува криминал, а воопшто може би и нема се соочат со надприродни феномени против кои што треба да заземат став, така што неговата изгубеност во серијата е повеќе од очигледна. Покрај него се појавува и Маноло Соло, кој што го знаеме од Ла Фортуна, од Одличниот Елиса и Марсела, глуми во Маршленд, во Пенс Лабиринт на Гилермо дел Торо може да забележите и во Beautiful. Тој го глуми конкретно кардиналот Санторо, еден од надоаѓачките злоупотребувачи на моќта на сребрениците, кој со преценивното збирање смета дека ќе го започне новиот поредок на земјата со иницираната апокалипса, и во серијата се појавуваат и Косумо Фуско, кој што глуми во Луканија, во одлично Barbarian Sun Studio, потоа Ангели и демони, во The Card Player на Ардженто и во Gone in 60 Seconds. Тој глуми Анджел, односно градскиот дворски шут, ајде така да го условиме, кој го гледа на доаѓањето на злото, но никој не верува во конкретно на неговите погледи и согледби кои што ги има за злото кое што го демне градот. Секако и да не ги забораваме, само да имам поменеме Кармен Марчи кој што глуми Кармен, и Пако Тоус кој што го глуми Хесус, жители кои што се во Педроза имаат исто така епизодни улоги. Дела Иглесија умее да направи широк кастинг, во кој на почетокот на серијата заглавува десетина ликови кои што се затекнати во небрано и се обидуваат да дојдат до вистината, што е својствено за сите негови филмови, ел баре најсвежиот пример кој што ми паѓа на памет, и верувам дека тоа е причината зашто тој широк кастинг од десетина разнолики лично карактери буквално го има иницирано за Perfect Strangers да ја адаптира во шпанската итерација. Таков е нели случајот со оваа серија, кај што употребува добро познати стереотипи на ликовите, но им задава нова функција во зависност на ситуацијата во која што ги става, односно да посведочат на чудото кое се случува во локалната штала која не може да си го објаснат и ќе ги иницира сите тие односно континуитетот на надприродните настани кои што се случуваат во рамките на ова местност во Шпанија. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, именно ќе ги искористиме индустријал елементите кои што ги слушнавте во самиот скор на El Dia de la Bestia, односно од самиот скор на филмот на Алекс Дела Иглесија, кој што беше синоним за бендовите од 90-тите, каде што беше спои на индустријал и на бројни шпански панк и метал бендови кои што дефинитивно би завршиле во продавницата на металецот во филмот. Меѓутоа во продолжение ќе слушнеме понишка на индустријал звукот, албум од Skinny Puppy, односно слушаме композиции од албумот Too Dark Park од 1990 година, шести нивни долгосвиречки албум издаден за Network по изданието Рейбис од 1989, меѓутоа пред изданието Last Rights од 1992, станал збор за индустријал бенд од Ванкувер, формен 1982 година од страна на Кевин Кей и Ниве Когре, кои со овој албум нивната способност за семплување на најразлични звуци и музички стилови ја доведуваат до ново ниво и со оглед на тоа што биле обвинети за глорифицирање на насилството,
решиле на турнејата на албумот да го направат буквално тоа што сите го тврдат за нив, мачкајќи се огре со крв и влечејќи се со кабли, додека биле прикажани сцени во позадина од Guinea Pig филмскиот серијал со експлицитни специјални ефекти кои што е работен за да забележат реакција конкретно на посетителите. И на албумот несомнено дека е под силно влијание на космичкиот хорор на Лавкрафт, кој што ете уште една паралела која што може да ја врзиме со самата серија, разработувајќи тематика која што повеќе допира и до човечката автодеструкција, меѓутоа и неговото уништување на природата. Исполнет со бројни семплови од хорор филмови, како што се Communion, From the Hip, Hellbound, односно Hellraiser, продолжението на овој серијал, и секако има секвенција од Flash for Frankenstein и The Trip, мешајќи елементи на New Wave, со Industrial, со Noise, со интермедијални интервенции од овие филмови кои што ви ги напоменав и со дисторзии кои што го красат ова музичко лудило кое е именувано Too Dark Park. Од него ќе имаме можност да слушаме неколку композиции, односно Convulsion, Tormentor, Spasmolytic ќе ја слушнеме и доколку имаме време Nature's Revenge, извинувам, и Shoreline Poison. Уживајте во музичката екстрема именувана како Skinny Puppy и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ја красат ТВ серијата 30 Coins. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 28-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата 30 Coins, а во овој сегмент сакам да ги напоменам одредените спецификации кои што ги поседува, да анализирам сегменти кои што сметам дека вреда да се напоменат. Имено во контекст на најавата има една од највпечатливите најави на овогодишните ТВ серии, пример за тоа како се снима една green screen артифицијална најава со пренагласено крвопролевање во успорена снимка, доловувајќи го распетието на Исус и сребрениците на Јуда и неговото бесење, кое што е и синоним за прекумерната употреба на насилство, која што ќе ја забележите во оваа серија, една убав пролог, убава најава за сето тоа што се гледа. Поглед на режисерите и потенцирав дека Алекс де ла Иглесија снима секоја епизода, што нуди па можност за задржување контрола врз визуелните квалитети на серијата, што па значи дека кога ќе посака да прикаже некоја визуелна лудорија, самиот знае како да ја реализира со оглед на тоа што има голем дел од серијата што се потпира конкретно на визуелни ефекти и тој е диригентот на сите епизоди. Поглед на музиката, Роке Бањос ја создава музиката на серијата, која што има оркестрација и во мигови мора да соодветствува на авантуристичките сегменти, но композиторот на Evil Dead и Oldboy има соработувано со Алекс претходно, така што уме да ги следи неговите жанровски синтетизации, па за секој од настанатите премини знае да создаде соодветна музичка делница која што ќе одговара на погледнатото, што значи дека не е комплементарен на визуализацијата, туку служи за засилување на веќе постоечките емотивни состојби на ликовите во поглед на сценографијата. Ситуирана е серијата во малото селце Педроза на врвот на Ридот, обиколено со тврдина, кај што се истакнува руралната средина и прашливите улици, а во интериерите се снимани во кланица, во заседувањето на Советот, домот на Пако и домот на свештеникот, како и штали и што уште не во селото, а има и засебни кадри кои што треба да го доловат Париз преку ресторан и Рим, конкретно преку заседанието на папите во Ватикан. Поглед на фотографијата, Пабло Росо, еден од најбараните жанровски шпански кинематографери, кој ја создаде визуализацијата на филмскиот серијал Рек, така и на одличниот шпански хорор Sleep Tight, како и останатите филмови на Балагуеро и Пако Плаза. Тој користи кадри во кои има јасен одблесок, што соодветствува на широко отворен шатер, на преголема доза на светлина која што ја восприема леќата, го предизвикува овој предсе сатуриран ефект, давајќи и малте несонливи ефекти на погледнатото. Пабло уме
и да улови и напнати акциони секвенции кога се пресликува борбата помеѓу доброто и злото во прашливите шпански улички. Во поглед на монтажата, Доминго Гонзалес, долгогодишниот монтажер на Алекс, умее да ги жонглира најразличните жанровски контрадикции со кои што манипулира Алекс, со цел да го задржи пред се вниманието на гледачите, затоа што треба да раковеди со предолги епизоди кои имаат силни почетоци со масовна пресметка од истрели, меѓутоа го губат ритамот со мелодрамата во средиштето. Во поглед на костимографијата, Паоло Торес е костимограферката, што значи дека има посебна облека фармерите, посебна градоначалникот, засебна има свештеникот, како и папите во самиот епилог, кој што можеме да забележиме. Во поглед на надприродното го има во изобилие, како што веќе ви напоменав. Монструм се појавува секоја недела, иако има и една главна арка врзана за сребрениците, меѓутоа има демони, многураки монструми, двојници од позади огледалото, култистички ритуали, магична густа магла која не им дозволува намештаните да го напуштат местото, последната пресметка и многу други демонски представления. Во поглед на хуморот и еротиката, комедијата е составен дел од секоја епизода, од прашањата дали на Facebook да се стави видеото за роденото бебе од кравата до лакомоста по збирањето на сребрениците, че има смешните сегменти се индоктринирани во секоја сцена, комични фрази, ставање во незгодни позиции, стануваат постаменти во опишувањето на сценаријата на Алекс, а за еротските елементи мораме да му се заблагодариме на Алекс за постоењето на 6-та епизода во која можевме да ја забележиме Меган Монтанјер со голема акција во долги кадри, амбиентална музика, иако претходно е доловен пред се дисфункционалниот будоар на Марче и на Пако. Во контекст на ефектите, иако започнува со употреба на мноштво на сквилови од масовно крваво распукување со кое се боядисуваат зидовите на банката, меѓутоа употребени се и не баш добро одработени визуелни ефекти кога се прикажува напад на монструми кои се косат со снимениот натурализам, се расфрлиле со сребрениците на секаде за да има по едно мрачно битие во секоја епизода, ама во голем дел од нив делуваат неубедително и прекумерно. Во контекст на флешбек секвенциите има кога се прикажуваат настаните од минатото на свештеникот и неговите екзорцизми, slow motion. Уште во самата најава можеме да забележиме, секако дека не го исклучува и Алекс кога мора да се прикаже некој во карикатурално светло. Сон има во ликовите кои што се прогонети од злото, но има и неколку еротски халуцинации со замена на лицата на партнерите. Поглед на жанрот, иако ова е сепак авантуристичка серија, тоа не може да се избегне, со хорор елементи на Лавкрафт помешан со католицизам, но неизбежни се теленовелските мелодраматични сегменти кои што ќе бидат пародизирани во серијата, во која има доста мистерија за разглобување, иако премисата станува предвидлива на истата. Поглед на стилизираниот јазик забележуваме говор на шпански и на италијански кој што се користи. Поглед на недостатоците, најпрвин да го истакнам непотребното кликање и визуелните ефекти кои што ги напоменав, кои се прекумерни и несоодветни во дадени ситуации, секако дека излишно е и мелодраматичното кадрирање на патетичните љубовни саги, но за да се пополни непотребното едночасовно време траење на епизодите, мора да се затрупа серијата во овие аномалични секвенци. Иако веќе се востановени овие архетипи и методи во поетиката на Иглесија, не ми пречи да ги гледам пред се во една надоградба на неговиот greatest hits, ако ајде така да го наречеме, затоа што сум навикнат на сатиризирање на стадиумот, дури и до стадиум на кич, до кој што се доведува во контекст на оваа серија. Меѓутоа, верувам дека тоа ќе биде еден од големите проблеми кои што ќе го имаат гледачите на оваа серија. Поглед на континуитетот на епизодите, секоја епизода е со засебен монструм, тоа ја прави секоја епизода интригантна за гледање, но поврзаноста е решена со приказната за сребрениците по кои што се трага. Тоа значи дека некои епизоди се поинтересни за гледање од другите, нели во зависност какво представление сакате да гледате во нив. Поглед на градењето на ликовите посветено е поголемо внимание на главните 4 ликови, а останатите добиваат минорна обработка во
овие 8 часови, иако некои од нив се интересни карикатури на самите себе си, поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, влијанијата на католицизмот наспроти влијанијата на Лавкрафт и Вилијам Хоп Ходжсон се воочливи, како и пастичот на, односно омажот на екзорцизмот во The Exorcist, меѓутоа не се работи за никаква адаптација на дело на кое што се базира, напротив е оригинален текст кој што го има напишано Хорхе и Алекс. Поглед на атмосферата, таа е загадочна во хорор секвенците, гледливоста е на ниво доколку сте нели заинтересирани за окултистички мистицизам, убедителноста тешко дека се постигнува со карикатуризираните ситуации во кои што се наоѓаат ликовите, а во поглед на епилогот соодветно е приложен со падот на новиот окултистички папа и алчноста на свештениците по сребрениците, што јасно говори за користолюбивоста и ненаситноста на свештените лица, што е далеку од постулатите кои што ги заговараат дека наводно ги следат. Поглед на евалуацијата, јас ја преценувам серијата со 9 од 10 затоа што ниту имало, ниту ќе има серија како оваа. Не дека не правеле Supernatural или мал милион на други серии вакви надприродни поигрувања, меѓутоа никој не може да биде саркастичен, комичен и застрашувачки добар како Иглесија во оваа серија, што е едноставно си игра со огон и знае дека ќе се изгори, но не му е грижа за тоа што другите го мислат и ова е конкретно радикализмот кој постојано го барам од американските серии, па дури и по цена на изгледање несоодветно, карикатурално, банално, барем можам со сигурност да кажам дека зад оваа серија стои еден јасен и истакнат авторски глас, колку и да греши во дадени секвенции што ги одработува, сепак неговата смелост е за пофалба, за разлика од одборот на медиокритетни челници кои што се оперирани од авторство, а стојат за епизодите кои што и реализираат на американските ТВ серии. Тука едноставно бурлеската која што се бара од Иглесија е достигната на одредено ниво и не знам кога би можеле да погледнеме нешто на одработено ново рамниште, па затоа во контекст на продолжение се надевам дека ќе успее да се избори Иглесија за продолжување серијата, затоа што крајот е отворен и може на секаде да се носи приказната, затоа што паричките верувам дека секој ќе се обиде да ги прикраде и да ги однесе на сите страни од светот, па ќе се најде некој како мерчант што ќе сака да ги состави сите, затоа што кога се на едно место, нели отвораат задгробни портали од другите димензии со катаклизмични пропорции. Тука може да ја завршиме емисијата со композиции кои што се наоѓаат на албумот To Bring You My Love од 1995 година на одличната PJ Harvey, трет незин албум кој што е издаден за Island Records, мултиинструменталистката Polly Jean PJ Harvey издава од 1988 година, а албумот е објавен по Four Track Demos од 1993 и пред Is This Desire од 1998. Албум кој што почна да го пишува во куќата во Вукојебина која ја купи во Англија, за подсилно влијание на Ник Кейв и Кептен Бифхард да ги создаде овие композиции, збогатен со акустични и со електрични гитари и оргули пред се, на моје големо задоволство, таа исто така наоѓа религиозни библиски алегории, да ја опфати конкретно човечката злоба и алчност, како што можете да забележите, и таа на тематско рамниште се поврзува со 30 Coins и заедно со останатите музичари се составен дел кој што и слушавте во рамките на оваа емисија, има причина зашто беа на некој начин поврзани со оваа серија, барем јас се обидов тоа да го воспоставам далечни паралели, меѓутоа тоа се нишките кои што се поврзуваат. На албумот свират и Џон Периш и Мик Харви, а продуциран е од Flood. Односно, звучи како што би ги замислиле Сјузи and the Bad Seeds во гранж ера. Видеоспотот за прекрасната Down by the Water беше убиен од вртење на MTV. Едноставно, ова е прекрасен албум, од кој што ќе имаме можност да ја слушнеме Come on Billy, Down by the Water и Send His Love to Me.
Вие го слушавте 28-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на 30 Coins. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.